Каде сме? Еве сме, повторно сме овде и гледате дека имаме голем простор, направивме простор, тоа е затоа што нашите учителки се присутни, а и денеска овде со нас и ќе имаме некакви физички активности. Така? Здраво, учителки! Здраво! Здраво, здраво. Здраво, четка. Денес ми изгледате многу свежо. Наспано. Така? Дали е тоа така или јас мојот вид ме лаже? Така е, учителка, јас пиев некои 9 часа. 9 часа. Тоа. Јас решавам детективски мистерии и малку сум ненаспан, морам да признам. Но таква е детективската работа. Добро. Меѓутоа ќе имате време во текот на денот детективу да се одморите. Така е. Сакам да прашам уште нешто. Учевме овие денови. Дали хигиената ја одржувате на рацете? Постојано, учителке. На 20 пати дневно миеме рачења минимум по 20 секунди. Одлично. Се надевам и вие, драги дечиња, пред вашите телевизори, истото го практикувате како и ние овде во студиото со нашите другарчиња. Друг фактор кој е важен за нашето здравје? Исхраната. Дали исхраната? Дали појадувавте сабајлево? Да, Да, јас појадував, Сигурно? јадев овошје, зеленчук, да, јадев. Така. Дали доволно внесовте течности од сабајле, сокче, некое чајче? Да, вода, чајче, се. Одлично. Значи, тие се многу важни елементи за да нашето тело биде здраво. Се уште нешто што требаше да направите, дали направивте физичка активност? Да, јас правев физичка активност, вежбав во сабајле, се истегнав и да, правев. Правевте и тоа, меѓутоа сега учителка Жане... Ама не сум сигурна дека детективот вежба. Детективот... Еве вежбав, сега вежбам. Може би чекорел повеќе, ама Ајде, сега подготвен вежби за има вежбање. за растегнување. Редно е малку да Афирмативни повежбаме. вежби. Ајде. Да си го завземеме местото. Секој своето. Јас ќе вежбам со вас пак, што? Да, може малку да се да го размрдаме телото, Така. да ги стегнеме мускулите. Добро. За да ги направиме овие вежби успешни, многу е важно да бидеме сконцентрирани на она што го правиме. Значи, да се фокусираме на собственото тело, да бидеме свесни за секој дел од нашето тело и на просторот околу нас. Прво, ќе почнеме со вежби за дишење. Дишењето е многу важно за нашето здравје. Да. Значи, вдишуваме со уста, издишуваме со нос. Исправени раце, нагоре вдишуваме, надолу издишуваме. Почнуваме. Вдиши, задржи и издиши. Уште еднаш. Вдиши, столче, задржи детективу, горе и издиши. Ајде уште еднаш. Вдиши, столче и издиши горе. Како сме? Одлично. Дишењето е многу важно, да ги наполниме белите дробови, затоа што нашето тело го прима кислородот од таму, а исто и нашиот мозок и е поенергично и поздраво. А и просторијата каде што вежбаме треба да биде проветрена. Точно, Така браво е. детективо. Наредно што ќе направиме се вежби за истегнување, меѓутоа додека ги правиме овие вежби, ќе кажуваме по некоја убава работа за нас. Значи ќе научиме и нешто ново. Може ли да почнеме вака? Значи ќе направиме прво малку расширени нозе, исправени раце. Јас ќе ви покажам како јас тоа го правам. Вие можете да си измислите ваши позитивни работи кои што ќе си ги кажувате секојдневно додека вежбате. Јас сум здрава. Јас сум здрава. Така? Може да повториме сите? Може. Јас сум најдобриот детектив на светот. Добро, јас сум здрава. Ќе се свртиме на едната страна, коленото е свиткано, другата нога е исправена. Јас сум силна. Јас сум силна. Јас сум силен. Така. Јас сум Стабилен. стабилна. Јас сум стабилна. Јас сум стабилен. Стабилен. Можеме сега на другата страна истото да го направиме. Јас сум храбра. Јас сум храбра. Јас сум многу храбар. Јас сум сигурна. Јас сум сигурна. Јас се клатам. Тешка е оваа вежба, за да биде успешна треба да се сконцентрираме, да гледаме во една точка.
Сега ќе направиме исто вака стабилно, ќе застанеме и ќе ги протриеме рацете. Ги триеме силно, 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 исто како кога ги миеме. Додека не почувствуваме топлина во нив. Јас сум добра. Јас сум најдобра. Јас сум одлична. Детективо. Јас сум одличен. Браво. Јас сум љубезна и внимателна. Љубезна и внимателна. Јас сум добра другарка. И јас ги решавам најтешките случаи. Ги сакам сите. Сакам сите. И јас ги сакам сите. Најмногу се сакам себе си. А најмногу себе си. Најмногу се сакам себе си. Најмногу се сакам себе си и другарчињата и мајка ми и татко ми. Може сега вака да ги ставиме рацете на средина. Да. Јас сум срекна. Јас сум срекна. Јас сум најсрекна. Јас сум среќен. Како сме? Браво. Браво. Добро е. Супер, учителка. Овие денови учевме за здравјето на нашето тело. Меѓутоа мораме да потенцираме, да кажеме дека многу е важно како се чувствуваме и ние однатре. Како беше во здраво тело, Здрав дух. Така. За да работиме на духот, многу е битно да веруваме во себе и да бидеме сигурни во се она што можеме да го направиме. Така, учителке, а што е ова дрво што ни го донесовте овде? Па на што ти личи ли на тебе? Па ова дрво Дрво со корења. со корења. Да. На корењата? На корењата ги има испишано некои имиња кои што ни се многу важни за сите нас. Дада, бато, мама, тато, Така. дедо, баба, другарите и учителките. Ете така. Другарите и другарките и учителите и учителки. Така, значи на семејството ни е најважно на светот, на секое дете и на нас на возрастните. Семејството не прави што? Да бидеме сигурни во себе, да имаме само почит и да бидеме заштитени Погледнете го дрвцево како го дува ветар од сите страни. од сите страни. Меѓутоа, оно сепак стои затоа што длабоките корења Му го даваат држат. сигурност. А таму се мама и тато, дедо и баба, Така. Дада и бато, другарчињата. Другарчињата не Другарчињата. прават среќни и исполнителни, а учителките на сите деца им даваат што? Многу знаење, да бидат сигурни во себе, да се почитуваат и сакаат знаат меѓу себе. И да се знаат како да се снајдат во иднина во Поиднина. животот. Ете така. Ликот на дрвото е како на дете представен, затоа што сите ние додека растеме, од сите страни нешто ни се случува во текот на животот. Меѓутоа, корењата, кога се сигурни и стабилни, детето расте здраво и среќно. И не само тоа, потребно е и што? Претходно зборувавме? Здравата исхрана. Исхрана, Така? така. Ете така. Се И разбира. стабилните корења ќе бидеме сите среќни. и здравата животна средина. Така. Така. Другарчиња, јас ви предлагам за дома сите да си направите по едно дрво, да си го нацртате дрвото и на него да се представите себе си. Долу во корењата напишете си ги мама и тато, може да залепите по некоја сликичка од нив, сликичка од дедо и баба. Тоа дрво нека биде ваше дрво на животот, кое што постојано ќе го надополнувате. А горе, на гранките, се она што ќе успеете во животот, може да го представите и на нив. Ливчињата исто така. Секое ваше добро дело може да биде напишано или нацртано на некое ливче. Тоа за денес за домашна работа. Одлична. Туку одлична. завршивме ние со првиот час, тоа сакате да кажете? Не, имаме уште. Имаме ние. уште? Да. Добро, учителки, кажете вие, ние сме тука да... Така е. Сега, имаме предлози за дечињата дома, што се? Да направат полигон за раздвижување заедно со мама, тато, па и баба и дедо, нека ги вклучат и бато и дада. Првиот Полигон за раздвижување. Полигон за раздвижување. Што е тоа? Тоа е многу лесно да се направи. Може да се земе едно старо чаршавче, каде што ќе се нацртаат стапалата и Дланките? дланките. Добре. Сега ќе ви покажам јас тоа како се игра, Алина Да- можеш да го ставите може и овде, таму. дојдете да? овде, да. Добро. Еве, пошто веќе е видено како е. Лина многу е разбирливо нацртано и се надевам и знам уствари дека тоа многу лесно може да се изведе.
Може да пробаш, за да им биде јасно на Само кажете ми дечињата. што да правам. Ајде, стапалките каде што се, Добре. треба да скокнеме. Добре. Дланките каде што се, да клекнеме, да ги допреме. Овде се расширени нозете, па овде на една нога, па на двете, па рачињата, на крајот овде и завршува играта. А овие? Овие отпосле ќе ги ставиме, Добро. затоа што два Леле, одлична полигона игра, ајде Лина ти бројам. Еден, Вака, два, вака, три, вака, четири, вака, пет, вака. шест. Супер! Браво, Лина. Одлично. Добро е. Зависно сега- од должината на вашиот простор, ова може да Може. се продолжи и Так. како што А, сакате. па повеќе. да. И да. Исто това И од можете креативноста. да го нацртате дома на паркетот или на подот со фломастер. Се шегувам, се Не шегувам. за фломастер, меѓутоа со некои лепливи ленти може тоа убаво да изгледа. Да, се разбира, Ете, немојте така, да сега ова ќе го шкртате по собераме. дома, И затоа уште- што ќе ве караат. Да не дозволиме да дојде до тоа. Така. Сега овие можеме да ги редиме заедно. Треба да ги наредиме овие вакви стапала и дланки, И да ги дланки. наредиме на земја. Така. Така најразлична како ќе ни Неразлично биде. може вака, да има некој редослед, за да може да се... На подот, вака. на подот од вашиот дом, значи можете да направите да измислите некое смешно одење. Лина, ќе ми Вака. дозволиш да се обидам јас? Ајде. Ти Да видиме сега детективите. Јас многу пати сум решавал вакви тешки детективски ова е баш за мистериозни случаи. детективот. Ајде да видиме. Значи да видиме. Така, Испуштаме рацете тук. така, О, не, овде. така. Да одиме. Вака. Обратно се Вака. стави. Така. Вака. Хоп. Одлично. Хопа. Браво. детективу. Да. Дополнивме тоа што од Савале детективот не вежбаше. Сега се Благодарам, разбежи Лина. и има Како се повеќе чувствуваме? сила. Да. Сега детективот може да ги реши сите случаи. Да, ајде Лина, сега си ти наред. Малку да ти ги разместам. Да Добро, видиме. може. Ова станува се поинтересно и поинтересно. Значи како милотажни детективу вака, вака, Ајде Лина. о, Не е та... ова, Така. Добро е Лина. вака, сега немам две леви рачиња. Не. Со Чекай да истата, најдеме со истата некоја друга. дланка. Детективу. Еве, да ти помогнам. Детективот Добро е. секогаш ми задава тешки задачи. Па Добро како е. детективот- Многу добро го помина ова Лина. Драги дечиња, останете дома во добро здравје, со позитивна мисла, игрете ги овие игри наши што ви ги предлагаме, а можете и други некои да измислувате со вашите родители и вашите другарчиња. А сега да продолжиме со анимираниот спот Најдобро е да си свој. Гледајте Баш го. убаво. Сакај се себе.